Здраво, јас сум Дарија Маневска, учесник во талент шоуто во програмот Мали и возрастни генијалци, со освоено второ место. Ќе ве запознам со генијалецот Алберт Ајнштајн. Доколку ви се допадне нашето видео, кликнете лайк и следете го нашиот YouTube канал. Во многу нешта 20-тиот век одскокнува од претходните век на две светски војни, атомски бомби, но и спектакуларни научни откритија за спознавање на универзумот. Крајностите со сиот свој парадокс се соединуваат во генијалниот ум на Ајнштајн, чиј истражувачки труд допринел за развојот на теоријата на релативитетот, но и за атомската бомба, факт што научникот го прогонува до крајот на животот. Роден во Германија 1879 година, во еврејско семејство, расте како ексцентрично и некомуникативно дете, незаинтересирано за учење и зборување. Првпат проговорил на 3 години. Но сакал да чита научни книги, да учи физика и хемија, детално да ја анализира секоја мисла и за разлика од врсниците, забележувал нешта непоимливи за нив. Кога првпат ќе види компас, станува свесен за некоја невидлива и независна сила, принципи и закони кои управуваат со светот. Има 11 години кога го запишуваат во елитистичка школа во Минхен, со германскиот воен модел на строга дисциплина кон која тој има отпор. Заминуваат во Милано, кога Ајнштајн има 15 години. На 16 години паѓа на приемниот испит на Политехничкиот факултет во Цирих и продолжува со средното образование. Прв пат се влюбува во ќерката на професорот по историја Мари, откривајќи нови животни фази на расејаност и мечтаење, сублимирано во едно од неговите први теориски прашања. Што би се случило кога би можеле да ја контролираме светлината, користејќи ја за патување? Конечно се запишува на факултет, за да стане професор по физика. Зема да му се допаѓаат застарените методи на предавање, но ќе му се допадне колешката Милева Марик, еманципирана студентка со српско потекло. Родителите на Ајнштајн сметаа дека не му треба жена која чита книги, наместо да готви и поправа чевли, но тој првпат среќава човек со кого може да зборува на исто рамниште, а да носи здолниште. Без оглед што Милева куца на едната нога поради прележана болест во детството, нејзиниот интелект е најпривлечното нешто за влюбениот млад научник. По дипломирањето се вработува во заводот за патенти во Берн, а по смртта на татко му се жени со Милева, која му раѓа 2 сина, Ханс и Едвард. Во 1905 година за 100 дена објавува 3 научни трудови. За теоријата за фотоелектричен ефект подоцна добива и Нобелова награда. Редовен професор на Циришкиот универзитет станува во 1909 година, период кога ја застапува тезата дека времето не е апсолутна вредност и теоријата на релативитетот, дека и светлината која поминува низ заоблен простор скршнува од својот праволинijски пат. Кога неговата теорија ќе биде потврдена при потполно помрачување на сонцето, научните кругови ќе бидат во шок и Ајнштајн конечно добива светско признание. Но и неговиот приватен живот добива нова димензија. Во 1919 година се разведува од Милева и после 4 месеци се преженува и остатокот од животот го поминува со својата роднина Довица Елц. За време на нацизмот во Берлин ќе биде основана комисија против Ајнштајн за отфрлање на неговите теории од вкупно 100 признати светски научници. Нешто Ајнштајн лаконски одговара: ако се моите теории погрешни, доволен ќе е еден научник да докаже. На 54 години ја напушта Германија обвинет дека е научник кој представува закана и нелегално поседување на оружје. Хитлер јавно ги спалува неговите научни трудови и книги, заедно со делата на Фройд, Томас Ман, Емил Зола, Троцки, Пруст и останатите и се што не било германско. Како голем пацифист, стравува дека Германија со Хитлер може да ги искористи неговите трудови за изработка на атомска бомба и заедно со физичарот Лео Szilard му пишуваат писмо на Рузвелт. Ајнштајн објавува дека од детството мразел моќ и сега Господ го казнил изложувајќи го на она што го презира, да има моќ на гениален физичар кренат на пиедестал. Рузвелт во пустината на Ново Мексико гради лабораторија и го заживува проектот Менхетен за изработка на атомската бомба. Германија капитулира, но не и Јапонија. Рузвелт умира, но не и проектот Менхетен. На 6 август 1945 година Ајнштајн ќе слушна на радио дека е фрлена атомска бомба врз Хирошима. До крајот на животот ќе се обвинува, ќе биде жесток поборник за формирање светска влада за разоружување и еманципација.
Умира осамен, без Елза која умира пред него, и тажен поради губењето врски со своите синови, од кои едниот боледува од шизофренија. Последните мигови од животот ги споделува со девојче од соседството во Принстон, на кој ми објаснува математика, велејќи на нејзината мајка. Во разговорите со ќерка ви, повеќе учам јас од неа колку таа од мене. Јас сум Дарија Маневска и доколку ви се допадна видеово, кликнете лайк и следете на нашиот YouTube канал.